Формиран е март 2018. Први почна како ковер бенд, ама после тоа решивме да правиме авторска музика и сега планираме да настапуваме само со авторска музика. Моментално сме четворица. Шорти сме на гитара, Деки на бас, Марко на бубњеви и ја вокал. Бендот беше формиран март негде 2018 година од страна на мене, Ангела, Филип Здравковиќ и Зорица Здравковиќ. Тогаш во тоа време Филип ме викна као ајде да формираме бенд. И во тоа време пред да се формира ни фалеше пејачка и ја има најдено Ангела и така се собравме. И иницијално направивме неколку проби, видовме дека е окей и рековме окей, ќе почнеме да се бавиме посериозно со тоа. Во тој период до 2020 година август свиревме воглавно кавер, односно тезга музика и поради обврски со факултети и слично, со Здрави Зорица се разделивме и во тој момент ги земавме Деки и Марко. И тогаш решивме да правиме авторска музика за нешто да оставиме некое културно наследство од наша страна. Претходно имав свирено гитара и затоа што ми требаше брзо замена некоја, баш Шорти гитаристот ми предложи да влезам во бендот и од тука почна се ова. Пред 7-8 месеци негде може така да. А имав и пред тоа исто со нив почнав, ме викнаа дека што има бубњарка им беше исто друга има, она на факултет требаше да иде за Италија и ме викнаа за кавери да снимаме со нив. И свиревме може месец, два и почна короната и ништо од каверите. Ја имам со Ангела свирено пред тоа, пред 2 години мислим почнавме и со другите се знам долго време, имаше нормално. Ама ете, ништо со короната и прекина све. Таман да почнеме требаше за недела дена може свирка више нешто и корона почна. Прекинавме, па заради короната и бубњарката се врати, не отиде за Италија, па прекинав тој период со нив и после пак почнавме, после 2-3 месеца може. Како кавер бенд немаш многу избор како да се определиш. Само свириш тоа што би сакале луѓето да слушнат, барем според мене, така сметам дека се сите кавер бендови. А веќе кога правиш авторска музика имаш повеќе избор да експериментираш и да направиш све што сакаш понатаму да слушаш и другите да слушаат. Сите во бендот слушаме различна музика и затоа сметам дека се измешани многу стилови, но ако веќе би морала заклучам на некој стил е најверојатно инди рок. Жанровски не би го дефинирал со еден жанр или поджанр, току едноставно да, може да звучи на инди рок, иако и самата музика може да се препознаат може и 10 различни стила, други без разлика дали од гитара, вокал, бас или бубањ, но генерално може да го дефинираме како инди рок бендот. Во глобала, ако треба да се стави како некоја дефиниција, било така како инди рок, нешто алтернатив рок, некаков си може би има некои поп елементи, ама не знам. Не е баш не е толку едноставно да се опише со еден збор, што знам. Мислам, генерално тоа е најмногу што би го дефинирало стилот. Свите имамо свој стил. Ја донесов некои примеси на рок метал свирење измешано со инди и затоа и изгледа така специфично, ради што има повеќе елементи. Углавном рок, алтернатива и инди.
ја највише на Лесфибилу, за другите Red Hot, најверојатно. Sublime, има уште неколку. По мене големо влијание Red Hot Chili Peppers сме биле, па после некој период дека имав бенд heavy metal свирав, Iron Maiden и на крајава сега Sublime може нешто, такви ствари. За ова што правиме со Stonehenge повеќе како не знам кој би набројал. Како прва страшно ми доаѓа ККН од Србија, потоа кои други. Значи актуелни пејачи најмногу Ангела има влијание за тој дел од бендот, не знам како што најверојатно се приметува во самото пеење и све тоа. Не знам, црпиме инспирација од Sublime, да, овие како што испомнав, whatever, се што лепи на ово, барем јас немам некој специфичен едно нешто што слушам и ништо друго, туку се што ми звучи квалитетно или добро. Целосно сум самоук, имам земено 2-3 приватни часови во минатото. Гитара ми поклонија некаде кога бев сен моделение, а почнав да свирам на 16 години. И така иницијално немав некоја замисла за нешто посериозно, едноставно кога ми беше окей свирењето и малку по малку почнав и посериозно да свирам, посериозно се бавам со музика. На 18 години веќе почнавме свириме во живо со други бендови и така сега сме дојдени во овој момент. За музика од многу мали години, може од основно негде. Аз сум почнал да свирим, што знам, 4-та година, крај 3-та година средно. Почнав, имав бенд. Имамо и авторски песни со нив 6 имено, Special Edition се викаше. Свирав со нив може едно 6-7 години сигурно. Па после сваки по свој пут сменив уште 2-3 бенда може и конечно нешто успеа после толку време. Значи самоук си? Да, самоук. Како учеше сам, можеш тоа да го... Па прво дека немаше YouTube многу тогаш 2009-та, по свирка идев гледав. И после кој излезе YouTube, интернет, почнав и да гледам туторијали и така. Средно кога бев, кога имав дома акустична некоја и ај седи, така кога фаќа прашина што се вика, ајде нешто кога барем да научам. Со бендот имаме, со овој бенд имаме свирено Тетово, Гостивар, Скопје, Берово и Охрид. Прекрасно е дека секој пат е различно. Каде до сега сте настапувале? Само Тетово или малку сте прошетали? Тетово, Скопје, Берово, Гостивар. Кога има публика која што доаѓа, барем што сум приметил кога на кавер свирки, најчесто е окей, ја знам песната, знам како иде, окей, ќе се опуштам на таа. Не знам, има заинтересираност кај публиката и за авторска музика, ама за жал не е толку колку што барем би било фино за да може да се представат авторски бендови. Мислам дека секаде сме, до сега сме биле добро прифатени. Иницијално бевме окей примени, иако во тој момент тезгата, односно изборот на песни не беше конвенционален, да речеме како други песни, други бендови кои што свираат метал или некој класик рок. Баш ние бевме насочени кон по алтернатив рок музика со некои други елементи, така да може првично им беше чудно нашиот избор на музика, ама како не запознава, мислам дека создадовме некоја група на фанови или обожаватели кои што мислам дека од моментот на кавер свирење ќе се пренесат, ќе им се допаѓа и нашата авторска музика во неа. Има заинтересираност. Се зависи од ден, зависи од онака атмосфера, затоа што секој настап е на некој начин приказан само за себе. Така да генерално има заинтересираност, само што е поради пандемијата нема баш можност колку да се представат бендови исто како луѓе да одат на тие настани.
албумот почна да се спрема крај на август, што значи дека веќе до декември ние ги имавме финализирано песните, значи вкупно имаме 8 песни, кои што траат околу 32 до 33 минути како материјал, а почна више да се снима во јануари, мислам дека на 8 јануари веќе беше првиот ден во студио и се очекува да се заврши целиот процес до крај на февруари, почеток на март. Го снимивме сега во теке микс и мастеринг, така да планираме да излезе албумот, да правиме промоции и ќе видиме што после натака. Не беше нешто тешко, има некоја позитивна трема дека прв пат, али углавном убаво искуство беше, лесно. Мене ми беше барем прилично лесно. Од кога влегов, као тоа ни беше една цел као да се направи материјал авторски, затоа што претходно као кавери некој се свира, така да колку се тоа некои 4-5 месеци, што е релативно брзо, ама па кога ќе кликне некој делче, некоја песна кога што треба, тоа и онака природно се развиваат. Се работувавме со Дени, студио 1060. И беше многу фино. Мислам, кога заминав имав трема за како ќе се одвиваат работите, но поради good vibes само ме понесе и излезе добро на крајот. Како бенд, ние прв албум, интересно искуство, иако немаше некој физички замор, психичкиот замор исто као беше голем, барем првите 2 дена додека се адаптираш на условите во студиото, но мислам дека најдовме добар продуцент кој што не поддржуваше во секој чекор, неговото име е Дени Крстев, во неговото студио 1060, така да очекуваме дека ќе биде добар албум и постпродукцијски ќе биде добро направен, а веќе имаме и некои преговори со издавање со поголема издавачка куќа во земјава. Сите заедно, секој својот дел и секоја идеја е добро дојдено, така да сите сме автори. Воглавно да, секој си ги дефинира своите ноти и своите моменти за свирење. Процесот на креирање на песни почнува со дадена идеја од претходно или па во самиот момент за време на така наречена джеминг сесија, каде што сите свириме инструменти и ако нешто нели почнува да се свија, го развиваш тој момент, тој дел од песната и така може да се создаде песна и воглавно песните се правени во една или две проби. Па и затоа следствено брзо се направи албум, значи бевме полни со инспирација и со желба за правење на албум. Најчесто и така оди креативниот процес, кога некој има некоја мелодија или тема или нешто, кога некоја си прогресија акорди, што звучат интересно и потоа сите полека ги развиваме тие идеи. Кога најчесто и така ни оди затоа што имаме фидбек од сите, кога овој дел ми се допаѓа, овој не, ова може да се смени и претежно така устори се ги склопуваме сите тие идеи. Финансиски сигурно дека е тешко, зашто ние планиравме со кавер свирки да дојдеме до некои финансии. Почнавме до негде и почна пандемијата и не успеавме да собереме средства така, па мораше сваки поединечно да даде колку може. Не е лесно, нормално, ама мора некако да се направи нешто. Факт е дека треба ресурси за правење на албум, особено за правење на албум, значи потребно е многу време, многу посветеност, работна етика од една страна, од друга страна потребно се пари, значи сепак значи треба да се плати за албум, за принтање на албум, за принтање на оние персонализирани предмети, односно маички, беџови и слично кои што ќе го на некој начин рекламираат бендот. Така да во поглед на поддршка, иако има можеби некои начини преку спонзорства и слично да се спонзорираат некои работи, сепак не се одлучивме за таков чекор, така да се финансирано од наша страна. It's driving me mad, but the problem is that I'm not feeling it.
Има многу млади таленти и ми е мило бидејќи заради нив се уште се одржува барем малата музичка сцена што има во Тетово. Дефинитивно има многу таленти и има многу луѓе кои што се заинтересирани за култура, за музичка култура. Мислам дека и во минатото Тетово важи за град кој што продуцира многу квалитетни бендови, многу квалитетна музика, така да не е случајно што се уште трае тој тренд и има и ние можеби се малце повозрасни, некои од нас, ама има и многу помлади од нас кои што исто создаваат своја музика и свират по други места. Па од Тетово главно од увек имало многу интерес за музика, многу бендови од увек. И сега има доста млади што работаа на музика, има и неколку бенда така млади што исто снимаа сега моментално албум. А за слушање музика сигурно да, има доста слушатели на оваа музика. Можеби не е број на кој знае колку, но сепак има тав некој креативен поттик кај различни индивиди за да, не знам, за да се создаде нешто ново, претпоставувам, или начин да се изразат што би било некако креативен за разлика од не знам друго. Од една страна, да, дефинитивно пандемијата е нешто што најлошо ни се случило во светот. Од друга страна, ни овозможи да имаме повеќе време за правење проби, бидејќи да не беше пандемијата, сигурно ќе свиревме во кафиќи за тезга музика, така да од една страна е окей, од друга страна, фала Богу, не е окей, но битно е, најважно е во овој момент што го искористивме барем даденото слободно време за да го креираме албумот. Не е убаво да се збори дека добро нешто, ама ете, у пандемијава може дека немаше свирки, се ориентиравме повеќе на авторска музика и многу вроди со плод, инаку би свиреле повеќе на кавери и би изгубиле доста време може у тоа, а ваќе имавме период од 5-6 месеци кај што активно работевме, може 4 проbe неделно по 2 сата и стварно голема придобивка ни беше пандемијата нас. Па затоа што нема што друго да се прави, па ајде онако да проба, ајде нешто се свири, барем да не биде само седење у место или кога е затворени сме туку да и плюс е еден начин да се изрази човек креативно, така да не знам, барем за мене лично многу освежително беше се ова. Првично и мала желба ми е Дфест, но би сакала. И ако се одржува лето, би најверојатно би се пријавила. Конкретно, ако почнеме на национално ниво, нормално Дфест е еден од главните фестивали во Дојран, но сепак има и други фестивали во Скопје. На регионално ниво дефинитивно Exit, E-Music во Загреб, Зигет во Будимпешта, па да видиме здравје каде ќе наноси патот. Можете на Exit, пример, би било убаво. Може во Македонија на Дфест здравје, што најверојатно може и годинава, ако се одржува да наступуваме таму. Дефинитивно од вај чекаме да заврши сето ова. Нормално би го промовирале албумот на местата каде што највеќе сме свирале до сега, во Тетово, Скопје и во Гостивар. Па здравје понатаму да фатиме и фестивали на државно ниво, но и на регионално ниво, па ако зашто да не и маце пошироко. Не фале, немамо свирка колку 8-9 месеци може, толку немам свирка. Фали нормално, се надевамо ќе биде сега април негде конечно. Еве може и март не е проблем. Се надеваме дека некако ќе се поклопи самото издавање на албумот кој физичка копија со некакво си олабавување на сите овие услови сега со пандемијата, така да не знам, се надевам некаде март, април дека би било како што треба. Планираме да има промоција, најверојатно Тетово, Скопје и Гостивар. Имамо ми избрани неколку места, сигурно ќе има. Не знам сега датум точно, зависи кој ќе се среди со пандемијава ситуација, али сигурно ќе има, да. Не би им препорачала да слушаат, дека секој си има свој вкус. Но би кажала бидат по-open-minded и не знам, нека пробаат, нека дојдат, ако им се свиѓа ми е многу мило, ако не, окей. Да најдат некој креативен начин на изразување на сите тие фрустрирачки моменти низ кои што сега моментално сите проаѓаат, така да
не знам, правите тоа што сакате да го видите во светот, не знам. Нешто што сакаш да слушнеш, нешто што сакаш да насрдаш. Не знам од кого беше тој цитат. Па да, онако биди променет. Не, ама и онако создади нешто што на тебе ти фали моментално, што би сакал да видиш нешто насликано или снимено или музика или што било. Да не се откажува да работа и ако стварно сака нешто, ако работа, ќе си дојде сигурно тоа само. Би препорачал ако нешто се прави, да го прават сериозно, да имаат силна работна етика, зашто без тоа, без разлика колку и да си талентиран, сепак потребно е многу време и многу работа за да се направи нешто што тие го замислуваат дека сакаат да го направат.